Добродојавте во нашиот нов проект подкаст во фаза, каде што младите иноватори од Михајло Пупин го градат светот на иднината. Оваа епизода ни е многу специјална, бидејќи ни е првата и како прв гостин сакам да поканам еден многу специјален македонски геймер, актер и поранешен ученик од Михајло Пупин. Тука сум со Гораст Цветковски. Здраво. Здраво, како сте? Супер. Било ми е. Слушај, Како да не си пресираме, може? Да. Пошто ако ми пресираш, ти ќе треба ја да ти пресирам. Да. Така да. Добре, нема потреба. Мене така поудобно викам. Добро, да, дека сум повозрасен, да, така ме доживееш, ама тука сме, нели? Исти, да. Епа, Гораст, како ти изгледа да сте тука назад во Пупин, овој пат не позади клупа, нели, како И сега сум позади клупа, само сега во друга, По-формално. Да, во друга улога. Јас многу го сакам училиште. Значи од било кога, затоа што мојата мајка работеше тука и откако завршив многу често знаеше да дојдам за да земам од школа, од работа и секогаш кога доаѓа, секогаш ми враќа онака прекрасни спомени. Јас можам да кажам дека имав феноменални средношколски денови во училиште, не само заради тоа што, нели, убаво си поминував, туку и заради тоа што практично тука го учев тоа што го сакав, што ми беше возбудлив. Сигурно сте имале многу интересни случајни моменти. Дали би сакале да ни споделите некои од тие смешни мемории и моменти убави? На пример, се сеќавам еднаш, на пример една од survival битките, секој голем одмор беше кој ќе стигне прв да земе хамбургер од бутките тука што беа за хамбургер и обавезно се договаравме во оделение кој ќе излаже дека мора да излезе пред голем одмор заради нешто и да стигне таму и се сеќавам еднашка имавме социологија и као изглуми еден другар мој соученик изглуми дека му се лоши за да стигне таму, за на крај да сватиме дека таму више има онака редица направено, да, кое што практично џабе сме лажели, џабе сме правили. Каде сте да видат најчесто во шоварска плескавица? Види, тој вкус на помфрит трет пат згреан од Сабајле во фритеза и кетчуп мајонез и зелката и лепчето така подстврднато и онаа теска плескавица тенка онаква. Нема бај. Мислам дека сега ми се враќа истиот вкус. Спомна социологија. Дали би бил тоа некој од предмет кој го интересира? Слава. Дали бил тој некој предмет кој ме интересира или некој боле да избегам? Јас повеќе бев за техничките предмети. Многу сакав, на пример, автоматика ми беше еден од омилените предмети. Најомилениот технички предмет ми беше основна електротехника. Верица ми беше Верица или Ружица се професорка. Мислам дека тој ми беше онака топ of the топ. Баш вчера на деца да ми раскажував, имаше еден момент кај што ни требаше калкулатор кој што може функции да памти, да прави за да може да израчунаме, а јас имав еден калкулатор од татко ми, таков мулти адвенст. Ама една функција која што има овие другите од Битпазар што коштаа по 500 денари, ја немаше, односно требаше да се изведе од поише функции. И наставничката ми кажа: земи си калкулатор таков само за овој предмет, тој другиот користи си го, ама туку го сакав тој пошто беше стар, онако фантички и се сеќам на тој тест потврлив нешто, добив тројка, само заради тоа што не успеав да ги излечам тие работи и вчера баш на син ми реков иди купи калкулатор и да не се расправаме, значи да не го јадеш истиот филм како јас. Се учи од грешките. Да. Програмирање ми предаваше Александра, тоа беше мислам дека една од најмладите професорки и програмиравме во Паскал. Да, и Делфи. И имам отидено на 2 надпревари во Македонија за програмирање преку професорка Александра. Сметачки машини, мислам дека се викаше тој предмет. Друго, пракса ми беше нормално супер. Мерак. Да, ми предаваше како може да го заборавам на емитер уредникот Слободан Таневски. Тука предавал? Предаваше тука, мислам дека веќе не предава одамна, ама беше многу добар. Таков ентузијаст, онака кој што многу пасионирано ги предаваше работите. Од цртање на плочки до дупчење до сите тие проблеми. А тие секад
највише мерак кои имаат кон својата работа најдобри резултати постигаат. Секогаш. Види, во принцип се што е почнато, многу работи почнуваат ентузијастички, за послета нели да станат профитабилни, да речеме, да. Од подкасти, од емисии, од настани. Во случајов вашата школа, како што гледам, веќе не личи на, освен тоа што ги знам ходниците и зградата, надвор дворот, не знам, терените, тартан доле за играње, значи тоа беше кај нас сон. Така да тоа е благодарение веројатно на ентузијазмот на одредени луѓе, на група на луѓе, на еден човек, не е битно, кои што практично успеваат да истераат, избуткаат работата до крај. Кажи ми, што би било една особина кој треба секој човек да има без разлика од професија, дали инженер, уметник? Што нешто вреди во секој? Што треба да има? Абе, клише кој ќе рече, знаеш, секој треба да биде искрен, не знам. Кој ќе рече, секој треба да биде добар човек. Во принцип, јас сметам дека човек како човек треба да го следи тоа што го сака. Пошто на крајот на денот, ако правиш работи кои што те прават незадоволен или не те прават задоволен, или ги правиш за други луѓе, или ги правиш ради реда, шансите да успеат тие работи се многу помали отколку да го правиш тоа што го сакаш со голем кеф. Благодарение на тој кеф, на тој ентузијазам кој што го спомнавме преска, стануваат огромни работи. Можеби на почетокот не се видливи, не се приметуваат, не секој знае да ги оправда, но како и овој подкаст, можеби ќе рече некој многу наивно тргнале, знаеш, дечки од средно училиште со две стативчиња, со мобилни телефони, ама тој ентузијазам кој што вие го носите практично сега, значи вие сте се мрднале од нултата точка, сте направиле еден дополнително чекор понатаму за да го направите тоа без никаков бенефит финансиски, во долги патеки или во однос на животот ќе се рефлектира и на други работи, и во вашата професија, и во вашата понатамашна кариерно развивање, така да ништо од ова, колку и да изгледа без врска, на долги патеки и те како се гледа во вашата работа. Заради тие луѓе кои прават работи без некој финансиски бенефит, многу добри работи испаднале, нели? Се е волонтерски, се е убаво. Да. Поубаво е чувството да си дел од нешто поголемо, него било која пара што да можев да заработам. Секогаш финансискиот дел игра многу голема улога, значи на тој ентузијазам после некое време веќе опаѓа, нормално е тоа дека човек не може цел живот да тера со ентузијазам, но почетокот да се тргне со она исконско, органско, ентузијастичко е многу убаво заради тоа што тука нема фейк. И што и да се случи, знаеш дека тоа е тоа, сте пробале, немало позади вас 200 луѓе со продукција, немало милиони, немало ништо, него едноставно почнала целата работа. Така се почне, на пример, ГГ подкаст. Гранде giveaway на ГГМК. Учествуваат и тие што не се отсакат. Тастатури и мауси имаме на кило. Ке дадеме и слушалки за тие што многу им треба и им е мило. Кој што и ден денес трае и е во моментов најстариот подкаст во Македонија кој што трае последователно без пауза и дополнително еден од ретките кои што водителите, хостовите се од различни локации. Значи тоа се години и ден денес ние финансиите од ГГ подкаст одат само за giveaway и за viewers. Значи сите пари од спонзори што ги правиме и од донации и од сабскрајбери, ние ги мечуваме, додаваме уште толку и ги даваме на крајот на годината или и на средината на годината во giveaway за viewers. И тој момент на искреност према публиката секогаш се осеќа и заради тоа нашата публика, фала Богу, не почитува и е редовно, што е у принцип битна работа во. Да, доста. Како вие гледате на младите кои денес се заснуваат со телефон во рака уште од бебиња? Дали мислите дека тоа ќе им помогне понатака со разбирање на технологија или само ќе им го сопре мислењето на некој начин? Тоа е тешка дискусија, долга, мачна. Факт е дека attention span-от се намалува со тоа што кога ќе се навикнеш да гледаш кратки видеа, едноставно тебе ти е полесно да гледаш кратки видеа. Кога ќе се навикнеш да читаш големи томови, апсолутно нема да имаш никаков проблем да седнеш и 3 сата да се зачиташ. Сега тоа е веќе дискутабилно. Мислам дека е во мерката најбитната работа. И бајадера да јадеш, да речеме дека бајадера е највкусното нешто. Ако се прејадеш бајадера и бајадерата ќе ти стане веќе, знаеш, ќе ти одмили и нема да сакаш да јадеш. Така да
Мислам дека мерката е најбитната работа. Јас обично кога ќе ме прашаат родители да ме кабе детето му е многу игра на компјутер, што да правам, како да правам, викам светото тројство е најбитно во оваа ситуација. Тоа е дали има пријатели, значи дали има социјален живот надвор од компјутерот. Да. Дали е на училиште добар? Да, учи супер, оценките му се добри, примерен е поведението супер. Дали спортува нешто? Да, да речеме, не знам, иде баскет игра или вако. И па чим овие три се тука, се присутни доволно, тогаш практично хобито кое што ќе го има, дали е компјутер 5 сата или е читање книги 7 сата, мислам дека е ирелевантно, тук баш напротив, тоа на него му прави на тоа дете да тој има успешни три други пилари кои што му го одржуваат балансот. Така што мислам дека балансот да се одржи е најбитна работа. Многу е тешко да се тргнат луѓе од мобилни, заради тоа што практично цел живот се сведува на тоа еден уред и да бидеме реални е многу возбудлив, пошто имаш комуникација со еден куп луѓе во исто време, добиваш информации во исто време за многу работи, но пак ќе кажам, се што е претерано е многу, да. Така да мојот став по тоа е тоа, дека се е во мерката, да. А кажи ми нешто за геймингот во Македонија, кога вие почнавте да играте, со кои игри? Јас од секогаш сум бил пасиониран за игрици. Како дете знам дека првата игра беше кога имав, мислам дека имав околу 6 години, речем, можда и 5, во еден хотел кој што се уште постои на Охридско езеро во Струга, се вика Евротел, и додека одеше на телевизија една емисија, една сапуница, една ТВ серија што се викаше Династија, имаше еден телевизор во хотелот и тогаш се знаеше дека хотелот не дише, сите одат доле во фојето и гледаат на тој малецок телевизор што беше буквално колку овие 4 кутивчиња. И во тие периоди татко ми, за да ме тргне да не брљам таму, ме однесе, имаше флипери, имаше една игра се вика Moon Rider, тоа е едно као количе што оди на една површина, се пука нагоре и надоле као на месечината. И тоа ми е прво сеќавање за мојот гейминг. Од секогаш, после тоа цело време бара флиперници такви работи, татко ми пашта, он работеше против, пошто он работеше во лотарија на Македонија и знаеше какви проблеми може да направат коцката и практично имаше огромна одбивност према тоа. И тука беше битката цело време, дали да одам, да не јадам. И фала Богу, таму негде, кога бев 7 оделение, ми купија Commodore 64. Тогаш почнав прв пат и да имам игрици дома и да програмирам помалце. Потоа следува конзола Nintendo, односно после тоа имаше Spectrum, па Nintendo, па сега, па PC дојде, па кога е PC-то тоа веќе беше онака васиона за мене, да. После почна да собирам пари од оценките прво за CD-ROM, Double Speed, па после тоа за Sound Blaster, звучна карта, тогаш тоа беше се посебно. Па после тоа дојде кога веќе се запишав тука, дојде интернет, тогаш бев мислам дека втора година овде, тогаш почна интернетот во Македонија, тоа беше веќе друга онака mind blown работа што се случи. После тоа почна и мрежните играчници, беше експанзијата кога бевме ние трета, четврта година тука, почнаме се дружиме во мрежа, да одиме да играме заедно и после тоа веќе беше онака следуваше куп, веќе почна игрите, компјутерите почна да бидат се појаки, сите собрани пари од, не знам, тогаш почнав прв пат кога бев прва година на факултет, почнав да правам веб-сајтови и почна веќе и хонорари да добивам и беше собирање пари за нова графичка, собирање пари за нов процесор, RAM повеќе, матична и пасија ми беше да си ги склапам јас компјутерите, што не беше својствено тогаш се уште, пошто обично знаеш, нема луѓе шанса да дзирнат. Јас благодарение на практично искуството тука кое што знаев како да се однесуваш према плочки, према ПЦБ, према други работи, немав толку страв и ден денес, например, толку ме возбудува кога ќе почнам да расклапам и да склапам компјутер како ништо друго. Значи како ништо. Тоа жена ми ме зезна и ме слика, се вцрвенувам во фацата од што ми е кеф сите тие штрафчиња да ги знам да ги прештекам, да ги каблирам, пастата, процесорот, вадење, да ги издувам, да ги направам, онака, Посебна љубов. Значи, може би само тоа ми е повкусно од хамбургерот во бутката тука што бе. Која би била вашата прва долга
преку ноќна гейминг сесија на која игра сте се договориле? Не спијам вечер, ќе го играм ова да стигнам до негде. World of Warcraft. За мене Warcraft, не Warcraft, World of Warcraft. Ама не. Тоа беше World of Warcraft кога дојде веќе имав интернет дома. И тоа беше веќе малце social distancing, заедничко играње. Претходно во играчници имаме играно многу Warcraft, регуларната, баш оваа Warcraft, 2 на 2, 3 на 3 игравме многу Quake, многу Quake. Игравме Duke Nukem, Starcraft се играше тогаш и мислам дека за било која игра имам overnight late sessions до Сабајле, до... Јас живеев далеко од центар, во Бутел тогаш. И не секогаш имав шанса да добијам превоз, освен ако не е такси. Такси во тие пари, да, кошташе многу. И практично беше или ќе си одиш во 3 сат, тогаш беше последната 57-мица, или ќе си одиш во 6 сат сабајле. 2-3 пати си отидов во 6 сат, ама не бев дома дочекам. Баш сепак средно бев. Не бев дочекам баш со аплаузи. И затоа после тоа малце се избуткав да можам барем до 3-5 застануваше на рекорд да се качам во тој автобус. Сесија типот на од 6 попладне до 12 до 1 тоа беа онака. Да. И многу интересно дека имам на пример на татко на еден другар баш ни збореше како добро како можете толку да ме играте ово, но викам глеј се. Чичко љупчо. Викам глеј. Бобан Стојчевски кој што сега ми е мене ко-водител, заедно сме на ГГ подкаст. Викам, јас него го запознав преку гейминг, преку играчница. Сега сме најбољи другари, се дружиме кај ќе стигнеме. Таму бевме во моментот, бевме на Екзит, например, во Србија, на фестивал музички. Бог и другиот другар, кој што исто е, мене ми е кумашин во моментот, викам, он, тоаш не ми беше, Бог и викам другарчево наше, и јас го имам запознано од друга играчница. И благодарение на таа играчница, сега сме тука во Србија, на Екзит, на ручек, чекаме да почне концертот, се дружиме, кој што нема никаква врска со геймингот, и никаква врска со следењето во играчници, но тоа што не споило практично било истото хоби. Некој истото хоби е, музичари например се по музика, не знам, имаш book club кај што се собираат и читаат луѓе, некои други имаат друго хоби, спорт например. Нас таа пасија практично не спои. И колку и да беа возбудливи сесиите на играње кои што игравме, нели, викаш од една соба во друга соба во играчница, пцуеш, се дереш, она. Пример, ако сме играле 3 сата, после тоа имаме уште 2 сата надвор, кај што се прави муабет што сум направил во тој момент, како, значи тоа е дополнителен бенефит, практично бонус стаза, надвор кај што се социјализираш, седиш, збориш, објаснуваш и комуницираш со други луѓе, запознаваш многу други луѓе. Голем дел од работите кои што јас денеска ги имам постигнато на било кое поле се благодарение на многу познанства кои што сум ги направил токму од играчките денови во играчница. А дали често ви се случува некој да не ве свати сериозен поради тоа што играте игри, некој старомоден човек на пример? Баш напротив сега. Сега во моментов имаше еден филм, како се викаше, не ми тек нешто High School Cups, мислам дека се викаше, кај што инфилтрираат двајца полицајци во една средна школа, сегашна, заради тоа што има некој проблем. Едниот од нив е бивш нрд, онаков најнрд у свет, а другиот е оној што е најзгодниот пром кинг, што вика, знаеш, као. И учеле заедно во истото школа тогаш. Тој што бил нрдот, го гмечеле, го утепувале, пошто во тоа време нрдовите биле за нигде. Овој бил на цена. Сега, пример 2000, тоа е, не знам, да речеме 15 година, обратно. Сите се свртеле према нрдот. Значи, знае стрипови, знае музика, знае филмови, знае серии, игрици, субкултура, уметност. За разлика од другиот кој што практично бил само снагатор, кој што изгледа убаво и бил, не знам, играл рагби или фудбал или баскет у школата. Така што тогаш игриците, мајка ми, например, татко ми беа многу софистицирани луѓе и благодарение на нив практично јас имав шанса да од прва рака да искусам компјутери, да искусам електроника. Татко ми, например, електроинженер, он практично цел живот со електроника се бавеше. Јас дома имав од тастери, џојстици, такви работи, кои што можам да ги опипам и да видам како се работат со нив, а не само да ги гледам. Дополнително имав компјутер за да сватам како логички работат функциите за програмирање, не например како колеги да ги учат на памет и џабе практично, тоа немаш да го искористи после тоа во животот. Но како што поминува времето, се помалци, не речам веќе ич, нема лош впечаток. Се уште има нормално.
луѓе, ама тие се веќе се помалку и помалку отидени се во вечните ловишта. Кои што се уште имаат стигма према играњето и према игрици, према геймингот. Секој веќе човек кој што е практично не живее под камен, има чуено за Fortnite, има чуено за Minecraft, има чуено за не знам, PUBG и еден куп други мобилни игрици кои што заработуваат многу. Се зборело на вести, се збори во емисии, има интервјуа, така да веќе таа стигма се повеќе ја се надминува и ја нема. Дополнително на тоа кај нас, благодарение на MGI, тоа е Асоциацијата на македонската индустрија за видеоигри, односно Macedonian Game Industry Association. Преку нејзен успеавме лани да направиме една огромна конференција кај нас, која што е практично можеби една од најголемите тука во околината, кај што дојдоа луѓе што работат за PlayStation, што работат за Housemarque, значи од прва рака луѓето да ги видат и да ги запознаат. Се направија многу контакти, се отворија тогаш 2 студија во Македонија, едното е јапонско, другото е германско. Веќе имаме постоечки студија со по 100 и кусур луѓе кои што работат на хитови игри, тестираат хитови игри, игрите кои што практично ги гледаме, може кај нас практично се тестираат, се прави QA, така да дополнително таа сфера се развива и ќе оди се во подобра и подобра насока. Да, индустријата за гейминг во моментов на светско ниво не е баш во најсјајни раце заради големите трошоци на AAA насловите, но тоа нема никаква врска со нас. Тоа е едноставно нешто глобално во кое што практично сите се вклучуваат и пливаме практично во таа. Дали некогаш вие мислите дека геймингот како мало дете во Македонија ќе стане нешто волку големо со отварање студија, отварање да ти кажам право, да. Да? Да. Колку и да звучи тоа самоуверено, првата емисија која што сакавме да ја правиме за гейминг со Бобо, сега кој што ми со Наум тогашен другар, ја пробавме да ја пичуваме кога јас бев прва година на факултет, значи тоа било 2000-та година. Претходно имав безброј пати гостувано на 103-ка, Јанко Јади Бурек имаше емисија за игрици што се викаше Ефтини приказни, кој што збореше само за игрици за компјутери и такви работи. Списанија и цел живот верував и знаев дека пратев што се случува на страна и знаев дека ќе иде во напредна насока. За жал тогаш на пример училиштево програмирањето беше ставено на маргина, на пример имавме дури не само во училиште, него и на факултет. Програмирањето беше на многу low level донесено да практично немаше доволно часови. Мислам дека имавме 2 пати по 2 часа блок неделно или еднаш имавме програмирање тука, а исто толку и на факултет во прва година. Практично беше се дадено повеќе на акцентот на физика, математика, што се апсолутно потребни, значи да не се лажеме, да не правиме глупости како што знаат многу луѓе да кажат што ќе ми е математика, што ќе ми е физика. Не. Значи тоа дечки без тоа сок. Не се залажувајте. Но другата пример пракса која што можеби требаше да се стави како автоматичари ние кај што малце бевме нели тој дел по софтверски би требало да биде, можеби таму требаше да се удри малце акцент и тоа би ги поставило темелите на пример на гейм девелопментот, пошто други работи имаме. Во Македонија имаме многу добри артисти, имаме многу добри цртачи, имаме 3D моделери прекрасни. Веќе сега имаме и програмери, само што тогаш програмери кои што ќе оде во насока на гейм девелопмент било онака, мислам дека многу пред своето време. И сега ќе беше веројатно друга приказната, но нели, што сме, кај сме, тука сме, битно е да сме живи и здрави. Да. И еве како крај на сегментов, мене ме интересираше да те прашам тебе, која ти е тебе омилена игра од цело време? Quake. Јас сум го очекував тоа некако. Да, јас тоа беше првата игра која што сватив дека 3D first person игри може да се играат со маус и тастатура. Претходно јас бев навикнат на Doom, кај што играш само со курсерите, Space, пукаш, не знам, цтрла, Shift, трчање, евентуално скокање, после во Duke Nukem дојде. Но Quake беше за мене оној мост кој што и тогаш се појавија едни графички карти, се викаат на 3DFX беше чипот, се вика Voodoo и тоа беше првата графичка карта со 3D акцелерација. И игрите веќе не изгледа пикселизирано, туку изгледа гладко, смут, open gel, тоа веќе не знам дали, значи дури и ретро игрите кои што сега се прават намерно да изгледаат ретро, не изгледаат така како што изгледа на времето. Јас го фатив тој период
втора за трета година. Инаку, преку ово училиште отидов на размена на ученици во Америка. Трета за четврта година, Михајло Пупин беше во програмата, се вика Sister Cities, Tempe Sister Cities, а тоа е секоја година 4 различни училишта одат на размена во Америка, во Аризона, во градот што се вика Темпи, тоа е многу близко до Феникс. И тие училишта се менува и ротира на годишно ниво. Од таму исто толку деца доаѓаат тука и сега таа програма беше, тој Темпи беше збратимен со уште 10 градови низ светот. И доаѓа од Германија, од Кина имаше, од Швајцарија, Јапонија, значи беше многу јако. И таа година кога бев јас тука трета година, се погоди да биде и Михајло Пупин избран за да биде од училиштето. Тогаш бевме Михајло Пупин, Никола Карев, Корчагин и изгледа од Никола Карев 2 имаше деца, така беше. И четворица бев, 2 машки и 2 женски. И направивме некои тестови тука англиски, ово на такви работи и после тоа кога се види дека нели треба да се плати од нас нели пато на такви работи, и остана дека само моите можеа да си го дозволиме тоа, и плюс нема врска с тие други работи кои англиски знаење ово. И така успеав да отидам месец и пол во Аризона, беше феноменално искуство и се сеќавам татко ми даде за месец и пол, нели пошто таму не беше практично живеевме во фамилија, како што и тие кога дојдоа кај нас живееа во фамилија, ги викавме нели брадар. И кога дојде брадар тука, Шон, месец и пол со нас дома и шетање. Не знам, да го види Охрид, не знам, шарена џамијата, тоа шапка, струмица, се онака да исповеди. И така и ние таму. И се сеќавам татко ми даде, ми рече Горас, тебе ти пара за таму $300, ти знаеш како ќе си ги потрошиш. Јас вториот ден отидов и си купив графичка карта, $280 кошташе графичка. И после тоа беше многу возбудливо, ама се сеќавам секој сабајле, ќе се стане. Тоа беше една огромна кутија вака. Се викаше Diamond Monster 2, тоа беше Voodoo 2, нова итерација кај нас уште ги немаше. И ќе си седнев на кревет и ќе си ја отворив. Имаше еден постеј кој ќе отворив на таков мирис на стиропор и на пластик. Сега се топам, да. Да преминеме во актерството. Кој ви било вашето прво големо актерско искуство? Голема, нели, улога? Прва представа професионална, зборам од како завршив на академија, беше оркестар Титаник во Куманово. Не бев работен нормално и ако имаш пријател некој да те препорача, Сашко Коцев тогаш ми беше колега и он работеше во Куманово и он му рече на кога работеше да ме кажа, имам колега еден слободен, ако сакате да го земете. Нормално студент не кошта многу за регуларна сума. Се вози што режисерот Скопје навака на така со Љубиша Георгиевски. Тогаш и практично тоа беше мојата прва професионална од почеток до крај и завршена представа. Многу тежок процес. Значи ми се вртат црева и денес кога ќе помислам дека многу се измучив поштено. Пошто не знаеш како. Претходно имав 2 професионални представи како замена кога влегов како студент во МНТ, ама тие не ги речувам како први, пошто не беа цел процес од почеток до крај. Тоа ми беше, значи, првото големо актерско доживување. На филм, например, ако речеме, освен нели тие помали и средни улоги што сум ги имал, мислам дека прва поголема улога беше до Балчак, мислам дека беше прва. Не, претходно беше трето полувреме. Трето полувреме беше. Прво беше трето полувреме, па после тоа беше до Балчак. Тие беа како 2 први поголеми од почеток до крај филмски искуства. Претходно имам играно во скоро сите македонски филмови, но нели споредни улоги, појави, како што доликува, нели нормално тоа е патот за еден актер да тргне па да се гради на тоа. Како изгледа еден типичен ден за глумец во театар? Не постои. Не постои заради тоа што секој глумец има различни метани и квестови од сабајле кои ќе тргнат на таа работа. Јас не сум типичен пример за глумец заради тоа што јас сум девелопер приватно, значи јас се уште програмирам, се уште работам
изработувам од тоа како професија. Така што кај мене малце се изместени работите во однос на типичен глумец. Најве можам да ви објаснам како изгледа, да речеме, доколку ги тргнеме тие на страна тие активности. Обично актерот од Сабајле кога има проба, треба да е во 10 часот во театар. Пробата трае, знае да трае 3, 4, некогаш и 5 часа, зависи. После вечерта, од 8 часот ако има представа, треба да биде таму во 7 часот, шминка, костим, такви работи, тоа трае до 10 Доколку се спрема представи е во крајна фаза, да речеме 15 дена пред премиера, обично пробите почнуваат во 10, траат до 2, па мала пауза од саат време, па после од 4 саат до 6 саат дупла проба, па од 7 саат представа доколку се игри, така тие се по интензивни проби и тој период е малце по набиен и напукан со активности и нервоза малце и ненаспан и ендорфин се лачи, кортизол се лачи, значи така малце измешана целата работа додека да излезе премиерата и после тоа пак се враќа во нормала целиот. Мелоу, Да. Али во секој случај многу често работите зад сцената не се гледаат напред, што е и најбитната работа практично. Бекендот не е битен, значи мислам битен е, ама се додека надвор изгледа тоа и функционира како што треба, тие позади зад кулисите работите се чуваат за нас. А како се справувате вие со трема? Дали после 5-6 представи ја снимува или секогаш ве следи, секогаш е позади вас? Секогаш има малку трема, ама далеку од голема трема. Значи, многу, например, можеби за ова имам повеќе трема отколку за представа, пошто за представа кога ќе застанам таму сум зад ликот. И што и да направам практично го justifying, го оправдувам со постојањето на ликот таму и тоа е тоа. Сгрешам текст, не сгрешам текст, не е битно. Ова, например, тука имам една шанса. Сега што ќе кажам и што ќе направам. Муабе толку нема повторно да го преснимуваме, мислам барем не сезонава. Но така да можеби тука е теретот и пресијата поголем отколку тоа што веќе го играм, да речеме 50-60 пати. Но да, секогаш имам трема, иако секогаш знам добро да ја камуфлирам, дури кога водам настани, дури кога правам стендап, дури кога треба да испеам нешто, дури кога треба да кажам интервју да дадам, секогаш има еден мала тоа можеби не е баш трема колку што е возбуда и колку што е онака као адреналин ти работи и мозокот 100 на сат. Ти кажеш, збориш тука глупости, тресеш, после стикаш лера гора, како можеш така збориш. Не врска. Фала Богу. А како гледате вие развојот на младите актери во Македонија денес, денешката акторска сцена? Има многу таленти. Многу таленти. За жал нема доволно место да се соберат сите. Од друга страна па јас сакам да верувам дека секој актер не е добро одма да биде вклопен во некој систем како во некој театар да се вработи, заради тоа што тоа прави, иако дава еден тип на финансиска независност и олеснување, го става во рамка младиот актер и практично почнува да работи само на представи кои што му се дадени, не може да бира многу и тоа знае да го ограничи во однос на понатамошни успеси, да речем. Така што јас верувам и секогаш им кажувам и на колегите да не се брзаат дека мора да се вработат у театар и дека тоа е излезот. Мислам дека тоа не е излезот. Излезот според мене е играње што повеќе, можеби што помали, можеби алтернативна сцена, например, па некојаш дава многу простор за експериментирање, импровизација, нешто кое што не можеш ти толку да го протнеш во театарот како форма. Затоа истото го зборам и за гейм джемови кога се прават, значи таму е моментот да се дојде да експериментираш, да направиш тоа што ќе ти текне. Тоа не секогаш ќе имаш тој ексклузивитет. Например, имаме една теорија развиена дека сега после средно училиште ќе излезете вие сте паметни, умни, интелигентни, начитани, образовани луѓе. И сега пошто работам со многу компании, многу често се случува да дојдат совршени програмери. Онака совршени, пошто за да програмираш тоа е мајмунска работа, што викаме, значи тоа е логика. Треба да го научиш јазикот, треба да научиш како функционира и се што треба е само да имаш талент и тоа да го протнеш. Програмирање веќе се учи на интернет, се учи со курсови, значи имаш така. Но што забележав, например, од луѓе кои што од млади талентирани програмери, професионалци такви неверојатни, кои што доаѓаат без класичен, традиционален факултет. Тоа е следното.
без разлика дали завршиле академија, дали завршиле физичка негде некој курс, дали биле дома самоуки, дали не е битно тоа. Значи, кога ќе дојдат и кога ќе влезат во работна околина во која што треба да се прилагодат на тие услови, обично тие луѓе се први кои пукаат. Затоа што на факултет јас кога бев таа една година, па после тоа 4 други години, на факултет можеш да станеш са бајле во 7 сат. Ако не стигнеш на време ќе ти избега автобусот, со тоа ќе нема да стигнеш на час. На факултет те учат да работиш со луѓе кои што не сакаш да работиш. Да работиш на проект кој што не го сакаш, да работиш во услови кои што не ги сакаш, да работиш со опрема која што е далеку под нормалата, да работиш на тема која што ти е комплетно далечна и тоа да можеш да го правиш на човек кој што не го сакаш, кој што тебе не те сака и кој што најверојатно ќе те бутне. Сега. Овие работи звучат многу грдо и многу лошо и многу анти, но тој тип на спремност, ќе го кажам, во понатамошна околина се реплицира 1:1 со сите можни фирми во кои што ќе отидете поголеми. Значи таму ќе работите со колеги кои што некогаш не ги сакате. Ќе имате директор кој што во случајов е професорот, кој што ќе ви даде таскови задачи кои што не ги сакате. Многу често ќе ви дадат лаптоп или опрема која што не е доволна за тоа што се бара од вас. Ќе мора да станувате са бајле, ќе мора да не касните, ќе ви пишуваат неоправдани, односно ќе ви одземат од плата доколку досните. Така што тој тип на школство, кај нас што го викаат нели застарено школство, тој тип на дисциплина на страна од наставната програма. Но дисциплината која што се случува овде во овие застарени установи мислам дека еден од најголемите бенефити кои што млад човек може да ги добие и да ги превземе пред да влезе во таа таму кланица условно кажано за работни места, за плати, за позиција и така натаму и така натаму. Така што можам од моето искуство сега можам да направам драстична разлика помеѓу човек кој што го истерал формалното образование без разлика какво такво, ама поминал низ таа голгота условно кажано низ тој систем и после тоа станал добар програмер, наспроти човек кој што формалното образование го заменил со некој друг тип на образование и е исто така добар програмер. Значи они кои ги земеш како skills се многу слични, но како имплементирање во работната средина со колегите, со другарите, со пријателите, со фирмата, со околината е многу различно. Ова го зборам затоа што многу често сите викаат џабе, не е џабе. Не е џабе. Не е џабе, верувајте. Мислам, сите курсови може да ги земете алтернативно после тоа, но формалното образование за мене, колку и да тоа звучи застарено, е маст. Пополно се согласувам. Баш ми е било. Еве, каква иднина сакате вие да видите во младината во Македонија? Мислам дека на добар пат е младината. Горе-доле, нели, ние се оформуваме практично заедно со другите, вие со нас, ние со вас, ние се прилагодуваме на вашите сваќања, вие пробувате да ги разберете нашите сваќања и така натаму и така натаму. Така што јас мислам дека светот е веќе благодарение на интернет, на брзиот интернет, на брзиот шипинг, достава и купување работи, практично е веќе едно глобално место, така што освен Кина. Од таму не можеме многу да земеме, пошто не знаеме. Ама практично тоа што ќе следи во Америка или во Германија ќе следи и тука, сега во поголема или помала мера. Да, образовните системи се различни, културата е различна, но тоа се менува од години во години. Ја можам да видам разлика во однос на младите. Мене ако ме прашувате сега, повозрастните се поголем проблем. Повозрастните се уште имаат односно немаат култура на ред чекање. Зборам мака во одминати години зборам, фрлање пикавци низ прозор, загадување и такви работи. Мислам дека тоа е веќе тој застарен момент, мислам дека е позастапен веќе кај повозрастните сениорите, отколку кај помладите. Да, има тука многу нуспојави кои што се хито, типот на вајпови, она такви работи кои што практично не доволно мислам дека се збори тој сегмент во однос на, ова е веќе зборам политички да се земе глобално во однос на тој сегмент за здравје, но нели, тоа се веќе
малце по-друг тип на по-сегментирани, по-централизирани работи кои што треба да се офатат. Иначе во глобала јас мислам дека Македонија има воспитани, културни, образовани млади деца кои што напредуваат, кои што ги интересира. Секако ќе има исклучоци, но во глобала јас сум пресреќен и презадоволен од младите луѓе кои што ги имам запознаено низ текот на годините и нели во овој круг кој што се мотаат околу мене. Па ќе кажам, секогаш ќе има исклучоци, ама па нели секое лонче има капаче, така да нели тие луѓе што се за една активност или за едно хоби или за еден интерес кој што има заеднички се групираат на една страна, други на друга страна и секогаш си коегзистираат тие два екосистеми. Гораст, ти благодарам што денес дојде под фаза со нас. Ние како училиште би сакале да те поканиме на 18 април на нашиот отворен ден и да ви подарам Вие сте мал оригинал. благодарам. Значи вие сте од оригинал, нас. човече. И Секоја чест. за нашите гледачи ви благодарам што седевте тука со нас и ве молам бидете тука и на следната епизода. Лайк, шер, сабскрајб и пријатно. Ала ви на вас исто многу. Прво многу добро име на подкастот имате. Секоја чест. Сте го уденали максимално и зашто и да ви треба. Ви благодарам многу. Убав разговор. Се гледам. Навистина. Чао, чао. Пријатно.